Осветена манастирската црква Свети Атанасиј во Лешок. По 6 години сега во неа ќе може да се богослужи. Во 2001 година беше крената во воздух. За нејзината обнова Европската Унија потроши 410.000 евра. Се освети црквата Свети Атанасиј во Лешок. Веднаш потоа беше отслужена првата света божествена литургија по обновувањето на храмот. Чинот на малото осветување го изврши владиката Кирил. Победи правдата и вистината со враќањето на откинатиот православен бисер од Светоклиментовиот Ѓердан на градите на македонскиот православен народ. Символично го отслика осветувањето митрополитот Кирил. Лешок и околината имаат 77 свети места. Манастирот Свети Атанасиј е култно место за православните верници дури и пред 14-тиот век. Се си има свој почеток и крај, се си има и свое воскресение. Го доживувам како едно зближување на народот, како нешто што не сме да се заборави. Место за духовен мир, за одмор, не само за празници. Манастирот секојдневно ги прима верниците. Многу радосно и добро што ете пак се обнови, што повторно го имаме. Многу сме радосни што еве денеска почна да се вршат богослужби во оваа манастирска црква. Манастирската црква Свети Атанасиј беше крената во воздух во август 2001-та. Обновувањето започна во 2003-та, а беше заокружено во ноември минатата година. За обнова, Европската Унија вложи 410.000 евра, од кои 150.000 евра за фреско живописувањето. Летово ќе биде извршено и големото осветување на манастирската црква, како дел од одбележувањето на 40 годишнината од возобновувањето на Охридската архиепископија.